Една година, најмногу до две, правдата ќе се задоволи. Вака веруваат децата бегалци од Егејска Македонија во исходот од судскиот процес кој го водат против грчките власти пред судот за човекови права во Страсбур. Предметот се однесува за потегот на Грција која пред повеќе од 6 децении, прогонувајќи ги нивните семејства од домовите, неправедно им ги одзела државјанствата и имотите. Убедени се, 3000 барања кои ги сочинуваат судското досие ќе има позитивна завршница. Очекуваме дека можеби за година-две ќе заврши, иако сме свесни дека пресудата иако ќе биде во наша полза, можеби нема директно да ја обврзе Република Грција, меѓутоа со сите процеси кои ги активираме, се надеваме и веруваме длабоко дека конечно после сите овие процеси и проблемите со името во Република Македонија и процесите кои ние ги водиме, дека ќе резултира со еден успех. И по половина век од прогонот кај потомците на децата бегалци од Егејска Македонија не ги напушта мислата дека еден ден ќе се вратат на родните огништа. Имаме од Отоманската империја документи, имаме и после Отоманската империја. А истината е на наша страна и документите се во наша рака и мора да победиме. Сметаме дека правдата ќе победи и ќе дојде ден кога тоа ќе се реше во наша полза. Со букети цвеќиња, поклонување пред паметникот за екзодусот на нивните најблиски и подсетување на имињата на оние кои го дале животот во безсмисленоста на воениот виор, како и одржана панахида за покој на нивните души, денеска децата бегалци од Егејска Македонија во Штип се подсетија на лузните кои се уште не се избришани од нивните срца. Од околу 500 штипски семејства од Егејска Македонија кои се населиле овде во Штип, тие зад себе оставиле 112 жртви. Било да не се повтори, беше единствената заложба од денешното мементо за овој тажен дел од македонската историја.